Дали на 24 март завршува битката СДСМ ВМРО ДПМН и дали тоа е само прво полувреме од надпреварот кој што го најавивте по црниот понеделник на 24 декември? Па мене, прво да кажем, многу пати сме преговарале со меѓународна заедница и мислам дека ова премиерот Груевски што го направи веднаш отвори темата, покажува една некоректност, но и целата негативна кампања што се води го подразбира во тој контекст. Јас бев внатре и знам што е договорено. Нашата коректност на страна на председателот Црвенковски, Социјалдемократски сојуз и ние што бевме внатре, за жал се злоупотреби. Предвремени парламентарни избори ќе има. Ако не беа договорени предвремените парламентарни избори, реченицата договарање за сите опции, за дефинирање на тајминг за следните парламентарни избори немаше да има, бидејќи следните парламентарни избори согласно уставот се знае кога се. Тоа што го нема зборот предвремени не значи дека тоа го нема како опција. Во тој договор мора да се промени законот во согласно со опсе препораките. Мора да се измени деловникот што кукавички го направија без нас. Мора комисијата да се ја заврши својата работа за 2 месеци и мора сите овие договори да завршат преговори за предвремените парламентарни избори до 1 септември, кога делегацијата од Скопје на Европската унија го заклучува извештајот овде и го предава на администрацијата во Брисел. Така да предвремени парламентарни избори ќе има. Но за да не го чекаме Груевски тој дали како ќе ги чита или преведе, на 24 март може многу работи да се знаат. Јас практично тоа ќе биде прво полувреме во кој што навистина ќе има само 15 минути пауза и потоа почнува она одлучувачко второ полувреме за иднината на Македонија.